Реинкарнација, докази, факти и познати случаи. Реинкарнацијата е феномен што предизвикува огромна дебата меѓу научниците, духовните учители и скептиците. Освен случајот со Џејмс Лејнингер, постојат уште многу извонредни примери кои сугерираат дека реинкарнацијата би можела да биде реална. Еден. Реинкарнација, дали е можно да живееме повеќе од еден живот? Дали некогаш сте почувствувале дека имате сеќавања кои не можат да се објаснат? Дали некое место или личност ви изгледаат премногу познато, иако никогаш порано не сте ги виделе? Во ова видео ќе истражиме едно од најфасцинантните прашања. Постои ли реинкарнација? 2. Што е реинкарнација? Реинкарнацијата е верување дека душата по смртта повторно се раѓа во ново тело. Оваа идеја постои со векови во различни култури – хиндуизмот, будизмот, древен Египет, па дури и кај одредени западни филозофи. Факт, според истражување од 2018 година, 25% од луѓето ширум светот веруваат во реинкарнација. 3. Научни истражувања и случаи. Познат случај – Џејмс Лејнингер, детето што се сеќаваше на својот минат живот. Џејмс е роден 1998 година, почнал да има ноќни мори на само 2 години. Постојано зборувал за авиони, несреќи и војна. Ги спомнувал имињата на неговите сопилоти, и дури го идентификувал неговото име од претходниот живот, Џејмс Хјустон, пилот кој загинал за време на Втората светска војна. Неговите родители почнале да истражуваат и откриле дека сите информации што им ги кажал биле точни. Научникот кој ги проучувал реинкарнациите, доктор Јан Стивенсон, професор на Универзитетот во Вирџинија, цели 40 години истражувал над 2500 случаи на луѓе и деца кои се сеќавале на минати животи. Според неговите истражувања, многу од овие луѓе имале белези и лузни што соодветствувале со раните од нивните претходни животи. Негови откритија. Повеќе од 35% од испитаните деца биле родени и имале белези или физички лузни што соодветствувале со повреди или трауми од нивниот претходен живот. Во многу случаи, децата точно опишувале места, луѓе и настани кои никогаш не ги доживеале во овој живот. 4. Контрааргументи и скептицизам, научно објаснување. Психолозите велат дека некои сеќавања може да бидат резултат на сугестија, сониште или фантазија, плацебо ефект. Некои тврдат дека луѓето веруваат во реинкарнација бидејќи сакаат да продолжат да постојат и по смртта, но, како ќе ги објасниме точните историски детали кои малите деца ги даваат без претходно да знаат за нив? Еве и неколку примери на луѓе за кои се тврди дека биле реинкарнирани и кои лесно можете да ги проверите доколку сакате. Пример, случајот на Прани Талвар. 1. Девојче во Индија тврдеше дека била маж во минатиот живот, кој бил убиен. Ги знаела сите детали за нејзиното, поранешно семејство и точниот начин на смрт. Кога ја запознала, сопругата, од минатиот живот, го препознала целото семејство без да й биде кажано кои се тие и како се викаат. 2. Шокантни случаи на Запад, случајот на Џени Коксел. Жената што тврдела дека била ирска мајка, Џени Коксел од Англија уште од мала имала визии дека живеела во Ирска како жена по име Мери, таа била мајка на неколку деца и починала млада. Оставајки ги сирачиња во зрелоста, Џени ја пронашла вистинската куќена, Мери, ги запознала нејзините поранешни деца, и тие биле шокирани од тоа колку детали знаела за нивниот живот. Случајот на Барбара Карлин, реинкарнацијата на Ана Франк. Барбара Карлин, родена во Шведска, од многу мала имала силни сеќавања дека е Ана Франк. Без да знае за дневникот на Ана Франк, Барбара детално го опишувала нејзиниот живот, куќата во Амстердам, па дури и моментот кога била фатена од нацистите. Кога како дете ја посетила куќата на Ана Франк во Холандија, веднаш знаела каде е секоја соба без никогаш претходно да била таму. 3. Реинкарнација и деца, феноменот на раните сеќавања. Најмногу случаи на реинкарнација доаѓаат од мали деца, обично на возраст од 2 до 6 години. Според истражувањата, децата често почнуваат да зборуваат за минат живот спонтано, без никаков надворешен поттик. Овие сеќавања често исчезнуваат по 6-та или 7-та година. Многу од нив имаат фобии поврзани со начинот на смрт од нивниот претходен живот. Пример,
Дете кое се давело во претходниот живот, во овој живот имало страф од вода. 4. Хипнотичка регресија. Дали луѓето можат да се потсетат на минати животи? Некои луѓе, преку хипноза, тврдат дека можат да се сетат на своите минати животи. Др. Брајан Вајс, авторот на Повеќе животи, многу мајстории, открил дека пациенти под хипноза опишувале минати животи со неверојатни детали. Иако има многу скептицизам околу хипнозата, некои луѓе тврдат дека овие информации не можеле да ги измислат. 5. Дали квантната физика ја објаснува реинкарнацијата? Некои научници предлагаат дека свеста не е поврзана само со мозокот, туку е дел од енергетско поле што продолжува да постои по смртта. Доктор Стюарт Хамеров и физичарот Роџер Пенроуз тврдат дека свеста може да се складира во квантни состојби, кои потенцијално можат да се пренесат во друг организам. Заклучок. Иако модерната наука се уште нема дефинитивен одговор, многу случаи на реинкарнација се премногу специфични за да се отфрлат како случајност. Доказите за реинкарнација не се конечни, но постојат неверојатни случаи кои не можеме лесно да ги објасниме. Дали реинкарнацијата е вистинска или е само игра на нашата подсвест, проценете сами. Дали навистина се раѓаме повеќе пати? Доказите се фасцинантни, но конечниот одговор можеби никогаш нема да го дознаеме. Или пак одговорот можеби го носиме во нас. Што мислите вие? Напишете во коментарите, дали верувате во реинкарнација? Или пак познавате некого кој има такви сеќавања и тврди дека е реинкарниран? Доколку ви се допаѓа видеото и каналот, ставете лайк и субскриб за повеќе интересни видеа и теми. Канал Тампес ви е благодарен за вашето одвоено драгоцено време.